Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква, Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас. Добро утро. Еве, оваа недела која што ја започнуваме се нарекува недела на Митарот и Фарисеот. Токму од денес започнуваат припремните, подготвителните недели пред Великденскиот пост и потоа на средината на март влегуваме во светиот Великденски пост, каде што со Божја сила и Божја помош ние и оваа година ќе го дочекаме достојно и светлото Христово воскресение. Во пресред на утрешниот ден, токму денеска на вечерната богослужба, односно на вечерната во сабота, за прв пат се отвора постниот триот, а тоа е книгата која што ги има сите великопостни богослужби и кон вообичаените воскресни стихири. Токму се денеска, односно од утре натаму, започнуваме да ја користиме оваа книга, постниот триот, во кој што токму започнува и ни објаснува за неделата на Митарот и Фарисеот. Тука се нагласува вистинското смирение како нешто што е неопходно за вистинското покаяние на човекот. Во делот од Евангелието што се чита, а тоа е според Лука, прикажани се два човека, кои што едниот бил фарисеј, а другиот бил митник. Во лицето на овие два човека прикажани се едниот кај фарисеот горделивоста како грев, а пак кај митарот е прикажана добродетелта, смирението. Тука, драги браќи и сестри, се покажува дека фарисеот е прикажан човек кој што е задоволен со себе си затоа што смета дека го исполнува целиот закон, сите барања на својата вера. Тој е самоуверен и горд, а всушност ја искривува и не ја разбира смислата на барањата на верата. Тој во нив гледа само исполнување на надворешните обреди и своето благочестие го мери врз основа на она што го приложува во храмот. А што се однесува пак до митникот, до цариникот, тој бил понизен и неговата смиреност најде оправдание пред Бога. Ако денес некој морален квалитет речиси потполно се омаловажува, тоа е смирението, драги браќи и сестри. Културата во која што живееме го всадува во нас чувството на гордост, самопофалба и величање на сопствената праведност. Таа е изградена врз предпоставката дека човекот може се да постигне сам, па дури и Бога го представува како некој што наградува, за да му плати на човекот за неговите достигнувања и добри дела. На смирението личното или општото, етничко или национално се гледа како на слабост недостојна за денешниот човек. Но зарем ние како христијани
треба да го одбереме првиот човек или фарисејскиот дух. Не, ние треба да го одбереме вториот човек, односно да се поучуваме од смирението кај Митарот, кој што ни го покажал. Но што е смиреност, драги браќи и сестри? Одговорот на ова прашање може да изгледа многу парадоксален, затоа што е вкоренет во чудното тврдење. Само Бог е смирен. Меѓутоа, на секој што го знае Бога, на секој што го созерцува Него во Неговите созданија и во Неговите спасителни дела, му е јасно дека смирението навистина е божествена особина, содржина и зрачење на славата, кое што како што пееме на божествената литургија ги исполнува небото и земјата. Во нашето човечко сваќање ние сме склони да ги спротиставуваме славата и смирението. И на смирението да гледаме како недостаток и слабост. Според човечкото разбирање, само нашата неспособност и отсуство на знаење можат во нас да предизвикаат чувство на смирение. На современиот човек, воспитан да се потпира на јавното мислење, на самоувереноста и на бесконечната самофалба, е речиси невозможно да му се објасни тоа што по природа е совршено, прекрасно и добро, а во исто време по природа смирено. А токму поради неговото совршенство, на смирението не му е потребен публицитет, надворешна слава и пропаганда од како било вид. Бог е смирен затоа што е совршен. Неговата смиреност е негова слава и извор на секоја вистинска убавина, совршенство и добрина, и секој што му се приближува и што го запознава Бога, се приопштува кон божественото смирение и убавина. Имено, благодарејќи му на своето смирение, Дева Марија, Мајката Божја, стана радост за сиот свет. Најголемо откровение на убавината на земјата, а тоа може да се каже и за светиите, и за секој човек за време на неговите ретки блискости и заедништво со Бога. Како човекот да стане смирен, драги браќи и сестри? За христијанинот одговорот е навистина прост. Со созерцанието на Христа, во плотеното божествено смирение, на оној во кој што Бог ја покажал сега и секогаш сета своја слава во смирение и сето свое смирение во слава. Сега, рече Христос, на денот на своето најголемо смирение се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Смиреноста се учи со созрцување на Христа, кој рече: "Поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце." На крајот на краиштата смирението се учи кога секој свој збор, секоја своја постапка и сиот свој живот го споредуваме со Христа, затоа што без него е невозможна вистинската смиреност. Додека со фарисеот дури верата станува гордост и во своето фарисејско славолюбие тој се гордее со своите човечки и надворешни достигнувања. Подготовката за постот почнува со прозба, со молитва за добивање на смирение, затоа што смирението е почеток на вистинското покаяние, а покаянието е пред се и над се враќање кон вистинскиот поредок на нештата, кон вистинските поимања. Тоа е вкоренето во смирението, а божественото и прекрасно смирение е негов плод и негов крај. Да го избегнеме високоумниот говор на фарисеот, се вели во денешниот кондакт, односно на тој ден, и да се научиме на величественоста на смирените зборови на Митарот. Ние сме на вратите на покаянието, драги браќи и сестри, во најтожествениот момент на воскресното бдение. По воскресението и јавувањето Христово и откако го видовме воскресението, за прв пат ги пееме:
овие песни црковни кои што ќе не спроведуваат во текот на целиот Великденски пост. А тоа е: отвори ми ги дверите на покаянието, животодавче. Оти мојата душа уште од утрини се стреми кон Твојот свет храм, но сејќи го телесниот храм, сиот осквернет, но како штедер очисти ме со милосрдието на Твојата милост. На патот на спасението води ме, Богородице, зашто со срамни гревови ја изволкав душата и во мрзливост сиот живот го минав. Но со Твоите молитви избави ме од секоја нечистотија. Размислувајќи за мноштвото злодела што ги сторив јас бедниот, треперам заради страшниот ден на судот, но не давајќи се на милосрдието на милоста Твоја, како Давид Ти повикувам: смилувај се на мене, Боже, по Твојата голема милост. Драги браќи и сестри, да ги започнеме овие подготвителни недели, припремни недели пред Великденскиот пост со смирение, со молитва на покаяние. И секогаш во нашата душа да го имаме смирението како на митникот, односно на митарот, а да ја отфрлиме горделивоста, нели, на фарисеот, кој што токму денеска, а и утре ќе се поучиме и ќе објасниме кој е значењето на овие два човека, и на митарот, односно и на фарисеот. Секогаш да го имаме смирението во нашите души, верувајте дека со тоа ќе победиме и ќе го достигнеме царството кој што Бог секогаш ни го проповеда дека е во нас. А царството Божјо ќе го изградиме во нас доколку започнеме со смирението како добродетел, а горделивоста да ја отфрлиме од нас, од нашите души, како грев и порок. Нека Господ Бог ни дарува телесни сили и Мајката Божја секогаш да биде со нас, да можеме најпрво да се поучиме, а потоа да, како христијани, да се стремиме и да бидеме издржливи во овој свети Великденски пост и сите заедно најрадосно да можеме да го пречекаме во радост светлото Христово воскресение. Оваа недела, драги браќи и сестри, значи започнувајќи од утре, пак натаму, во среда и петок не се пости, заради тоа што е оваа недела посветена на митарот и фарисеот. Така да, започнувајќи од утре, да се поучиме во време на Великденскиот пост, да се покајаме и да го достигнеме совршенството, а тоа е смирението и како такви светлото Христово воскресение да зрачи во нас со радост, нели, сега и секогаш и во сите векови. Да сте живи и здрави и Бог, и Мајката Божја, и сите светии да бидат со вас. Бог да ни дарува и телесно здравје и духовно спасение, сега секогаш и во сите векови. Амин. Kilometri brojam daleku od sebe, kilometri odam daleku od tebe, daleku od doma, daleku od sve što imam, od sve što imam. Najdu fotografija vo crno-belo, a na neja nije sme zajedno na denot. Na neja gledam sreća, na neja gledam sve što imam.
sve što imam. Mi fali tvoj miris na jorgovan, mi fali, fali tvoj miris, mene duša da mi gali. Mi fali za Velike gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali tvoj miris na jorgovan, mi fali, fali tvoj miris, mene duša da mi gali. Mi fali za Velike gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Kilometri brojam dale, daleko od sebe. Kilometri odam dale, daleko od tebe. Daleko od doma, daleko od sve što imam, od sve što imam. Mi fali tvoj miris na jorgovan, mi fali, fali tvoj miris, mene duša da mi gali. Mi fali za Velike gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali tvoj miris na jorgovan, mi fali, fali tvoj miris, mene duša da mi gali. Mi fali za Velike gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Bačanak, kuće imam na pelister,
bađanak, koji mu stiska neka dojdi. Ađanak, bađanak, koji mu stiska neka dojdi. Ađanak, bađanak. Ađanak, bađanak, 90 jagurina. Ađanak, bađanak, vokoliva sami spijat. Ađanak, bađanak, vokoliva sami spijat. Ađanak, bađanak. Plaća, ađanak, bađanak, jedno solzi si te plaća, ađanak, bađanak, jedno jade si te žvakat, ađanak, bađanak, jedno jade si te žvakat, ađanak, bađanak. Ađanak, bađanak, djece imam, žena nemam. Ađanak, bađanak, koji mu stiska neka dojdi. Ađanak, bađanak, koji mu stiska neka dojdi. Ađanak, bađanak. Sonce od tvojte rusi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Сонце до рано изгрева, таму росата цвеќе ми луба, кај што птицата љубов опеа, солзи радосници в срцето пеа. Гледај прекрасно сино езеро, овде љубовта нема граници. Гледај ливада, цветна рамнина, овде бе песната е од давнина.
pozdravi me, ljubav golema. Za večno daj bude srećata na Makedonija. Ljubav golema, ne tebe volena. Ljubav golema, za zapali ko da sum dinamit. Postavi se i dojdi sakaj me. Zaduva dalečen glas. Kada si ti, do tebe izgore fjat. Ti go donesam što možem ja, zaljuben zanesen tažem. Sekoja noć, zvezdi da zaspivam, purpuren došt, solzi da sokriva, zare mi ti sakaš da me lažeš. I u stilu li igram za tebe, i život bi dao samo da posakaš ti. Za moment te zapali ko da sum dinamit. Postavi se i dojdi sakaj me. Zaduva dalečen glas. Kada si ti, do tebe izgore fjat. Zaduva dalečen glas. Kada si ti, do tebe izgore fjat. Patuva dalečen glas. Kada si ti, do tebe izgore fjat. Zaduva dalečen glas. Kada si ti, do tebe izgore fjat. Zaduva dalečen glas. Kada si ti, do tebe izgore fjat.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали.
Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Blaguljo dečе mori požaranče, Blaguljo deče mori požaranče, otvori mi džamli penđer, sakam da te vidam jas. Otvori mi džamli penđer, sakam da te vidam jas. Dej gidi ace more, ača mio. Dej gidi ace more, ača mio. Što da otvoram džamni penđer, koga ne te sakam jas. Što da otvoram džamni penđer, koga ne te sakam jas. Blaguljo dejče mori požaranče, Blaguljo dejče mori ti požaranče, ke prodadam brza konja, samo da te zemam jas. Ke prodadam brza konja, samo da te zemam jas. Dej gidi ace more, ača mio. Dej gidi ace more, ača mio. Ne prodavaj brza konja, koga ne te sakam jas. Ne prodavaj brza konja, koga ne te sakam jas. Blaguljo dejče mori požaranče, Blaguljo dejče mori požaranče, ke prodadam saraj kuća, samo da te zemam jas. Ke prodadam saraj kuća, samo da te zemam jas. Dej gidi ace more, ača mio. Dej gidi ace more, ača mio.
nek je pomogna. Ako sakad da me razdela, ej verice, iskreno kaži mi. Ej verice, moja sudbino, pari nemam, ljubov imam. Raka podaj, pojdi so mene, vreme minuva, ke si prosti me. Ej verice, moja sudbino, pari nemam, ljubov imam. Raka podaj, pojdi so mene, vreme minuva, ke si prosti me. Zari ljubovta, pari ja kupува, no ne i našata. Kaži verice, sve to bogatstvo, što go imam jas, samo ti si mi. Kaži verice, ej verice, moja sudbino, pari nemam, ljubov imam. Raka podaj,
komšija zborit za tebe. O ti si dobro majstorče, majstorče, Arno Terziće. O ti si dobro majstorče, majstorče, Arno Terziće. Merkata Dućanot gdje ti zapam So nego ti da izgoriš I tvoji te lični čiraci. Ušte pred 2-3 nedeli Merkata ti je zemena. Ušte pred 2-3 nedeli. Koga od Banja ideše, Senka Dućan pajaše, togaš ti merkaze dofme. Senka Dućan pajaše, togaš ti merkaze